Од вечерва ќе ме гледате во поинаква улога на М телевизија. Столчето за гости го заменив за водителско. Сега јас ќе поставувам прашања, а моите гости ќе одговараат. Како ќе пливам во таа река, вие, почитувана публико, ќе оцените. Јас сум Сашо Тасевски, во лизгачки старт на М телевизија. Македонија веќе 2 недели живее во шок и тага по чудовишното убиство на 14-годишната Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски од Велес. Убиство кое го потресе целиот Балкан, затоа што постојат основени сомнежи дека некој од најблиските во семејството на Вања ја има предадено во рацете на убиците. Или на убиецот ќе покаже истрагата. Велам чудовишно и велат чудовишно и досега незапамтено, но не знам колку луѓе се сеќаваа дека Скопје памети вакви настани. Скопје памети случаи на киднапирање на деца, случаи на грозоморни убиства на деца и многу други случаи на свирепи убиства, масовни убиства и така натаму. Токму за тоа го имам во емисија вечерва најеминентниот за таа работа, експерт од неговата област, оперативец во организираниот криминал, човек кој што е со огромно полициско искуство, кој што работил како помошник директор во БЈБ, кој што потоа работи како началник во СВР Куманово, господинот Љубомир Ѓурчевски. Љубомир, добро вечер. Добро вечер за гледачите на М телевизија. Многу ми е драго што мојата прва емисија ја отварам токму со вас. Ви имам гледано во многу емисии каде што зборите на теми поврзани со злосторства, криминал и така натаму, од вашен стручен аспект, многу одмерено, многу точно, многу прецизно и што е најважно, многу разбирливо за публиката. За оние кои што се лаици, кои што и баш не биле некако дел од, не е дел од нивната професија тоа. Пред да се вратиме на оно што се случуваше последниве 2 недели во Македонија поврзано со убиството на Вања и Панче, сакам да се вратиме барем едно 40 години наназад. Во 80-тите години беше многу актуелна серијата на радиотелевизија Скопје Трзвија Скопје, која што се емитуваше од Вардар до Триглав и која што беше правена врз основа на вистински настани. Приказната беше дека во Скопје, во една населба скопска, дека биле киднапирани деца или продавани од своите родители на организирани банди кои ги носеа во Италија и таму ги препродава или ги користеа за просење, крадење и за сите тие криминални активности таму. Господине Ѓурчевски, како полицијата во тоа време ја разоткри оваа криминална мрежа? Видете, значи тука со самото прашање поставивте една теза за историскиот развој на организираниот криминал на овие простори во поранешна Југославија, каде што можеме значи да разговараме во делот на трговијата со луѓе, каде што можеме да значи организираните форми на најбруталниот дел од криминалот, тоа е трговијата со луѓе, трговијата со човечки органи, трговијата со наркотици и така натака, која што во тој период некаде по 80-тите години значи заземат едно значаен пораст со сите незини квалификаторни облици и форми на појава и незино инсталирање во нормалното живење во Република Македонија. Иначе во таа населба и ден денеска, ако појдете, значи таа азилантска населба и ден денеска постои, од каде што огромен број на лица барали со одветен азил во западните земји. И од тука значи можеме да зборуваме како појавни форми и облици на организираниот криминал дека нас често пати ни доваѓа точно од тој демократски западен свет, кој што сака да се нарекува демократски свет, но каде што значи овие форми на криминал, особено трговијата со луѓе, проституцијата, комарот, понатака трговијата со дрога и така како имаат битно влијание, па и од тука и перењето пари, нели легализацијата на сите приходи, што зборуваме, викаме за перењето пари, легализација на приходи стекнати од криминални дела. Извинете што ќе ве прекинам. Кога се разоткри таа мрежа? Што беше
Што беше она тригерот? На кој начин успеавте да ги разбиете тие банди? Видете, јас во тоа време, значи тоа се моите први години, значи 80-та, 81-та, 79-та, кога одредени стручни консултанти и во снимањето на емисијата, меѓу кои што и професорот сега Методија Ангелески, он е стручен консултант во таа емисија, чи тогаш инспектор во оделот за малолетничка деликвенција, значи почнува да се разоткрива целото клопче од моментот кога исто така се пријавуваат и вчезнати деца или украдени деца, грабнати, киндапирани, како сакате, наречете ги, од таа населба во Скопје, односно еве да отвориме населбата Шуто-Оризар, населбата Шуто-Оризар, и од каде што значи имаме од онај најнизок слој на социјала, значи каде што имаме и продажба од самите родители на деца, но исто така имаме и појава на грабнување, киндапирање на тие деца и носење, продавање во тие азилантски кампови кои што во Западна Европа, па на друга страна ги дресираат за вршење на најтешки форми на имотни деликти, што ние во полицискиот жаргон употребуваме, значи кај тешките кражби, разбойништвата, кражбите, па тука и просјачењето како еден вид на социјална појава која што и те како го нарушуваат имиџот на одреден град и така натака. И значи кој ќе согледате таа цела серија, ќе дојдете до една ситуација дека во Министерството за внатрешни работи и пред мене и многу пред тоа имало добри професионалци кои што си ја знаеле работата, особено она што викаме оперативната работа, работата на терен, за да извлечите оперативни сознанија, било да се тоа од соработнички мрежи, од информатори и така натака и тоа, кои што алатки со измените на ЗКП-то и со носењето на Законот за полиција после 2007, односно после 2014 година, после 2013 година, значи на полицијата и се одземени тие овластувања и сега се наоѓаме во една фаза кога на полицијата значи и се оскратуваат можностите за ефикасна борба против организираниот криминал. Ајде попосле пак ќе се вратиме да ова ме интересира да завршиме со прво прашање. Дали таа мрежа криминална која што се занимаваше со киднапирањето од деца од Шуто-Оризар и нивно препродавање или вмешување, вметнување во разни криминални активности по Италија, по западните земји, дали беше целосно разбиена? Мислам дека не се разби целосно, остана. Што значи тоа? Дали зазема таа друга форма, дали пазете дека зазема друга форма, но прво ајде да ја изанализираме. Значи голем дел од таа организирана мрежа, не паднаа во рацете на полицијата. Останаа, успеа да сменат идентитети, да се сокријат по Западна Европа. Ние и денеска зборуваме овде, нели имаме лица кои што не се евидентирани, не се запишани во матична книга на раѓените, особено во делот кај ромската популација. Значи успеа и таа мрежа покасно со периодот на трансформацијата, затоа ние викаме предолго трај трансформацијава на нашиот општествено-политички живот, повторно ни се инсталираат и повторно ни се појавуваат на истите тие простори. Ние и повторно имаме и 90-тите години. Исто така имаме повторно такви пријави за нестанати лица од населбата Шуто-Оризар и од другите населби, но сега тоа веќе стануваат во едни поизострени форми на организиран криминал, затоа што веќе трговијата со човечки органи на светско ниво е многу поизострен проблем во делот на организираниот криминал, од каде што се остваруваат огромни приходи. Значи тоа се навистина скапи работи кои што носат многу високи приходи, стануваат брз за милиарди евра, кои што организираните криминални групи ги остваруваат и имаат намера да ги легализираат тие пари, односно на што викаме перење пари, да ги пуштат во нормален оптек, а градежништвото и купувањето на недвижности се основите каде што најлесно се легализираат тие пари од стекнати од криминогени приноси. Одговорите ми уште на ова, ако имате информација, колку од тие деца што прво за колкава бројка на деца се работи што беа грабнати или продадени, киднапирани во тоа време? Видете, јас точната бројка во тој период сега не можам да ја кажам. Добро. Значи не можам, али приближно некаде 30 на деца, некаде стануваше збор за 30 на деца, од кои што пак имаше некаде и доброволно. Значи имаше ситуации кога малолетници на 16, она период на помлади постари, така, значи тие кога ги регрутираат за таа работа, ветувајќи им подобар живот, ветувајќи им се и се што, нели, па ги носат по барови, па ги употребуваат за проституција девојките и така натака, значи тоа се тие форми каде што точната бројка може да ви ја кажа тие кои што во тоа време во Министерството за внатрешни работи раководеа со
тие одели. А колку од децата кои беа недоброволно грабнати, киднапирани, успеавте да ги вратите, да ги згрижите? Мислам дека 7 или 8 беа вратени и беа вратени во домот за згрижување на деца во 25 мај во Бутел, во населбата Бутел, каде што исто така значи ни представуваше еден од објектите кој што беше нападнат од организираните криминални групи за регрутација на деца за точно за овие намени. Истото важеше и за Ранка Милановиќ и така натака, каде што колегите кои што работеле во тој период многу подобро ги знаат сите тие информации. Зборуваме за 79, 80, 81 и 82 година. Дали дојдовте во тоа време полицијата наша во содејство со другите полиции од другите републики во тогашна Југославија, во содејство со полицијата во Италија? Дали дојдовте до некои сознанија во тоа време дека можеби за таа организирана трговија со деца во Шуто Ризари се појавиле во тоа време имиња кои што подоцна станаа дел од политичкото милје на независна Македонија? Дали дојдовте вие до некои такви сознанија? Значи таков податок, дали некој од тие познати сторители на овие форми на криминал, дали станал, дали влегол во тоа политичко милје, или осомничени, или осомничени, најверојатно има. Има и некои можеби стана пратеници и така натака, значи во тие форми. Значи точна информацијата што има во врска со основаните, зборам тоа се основани сомненија, не зборуваме сега ние за докажани. Не зборуваме, него зборуваме за основани сомненија, затоа што одредени луѓе од политичкото милје после 90-тите години се занимава со коекакви разни форми на даночни затајувања, на перење на пари, на легализација, на продажба, на трговија со деца. Значи, сите тие форми на организиран криминал нас полека, значи некаде после 78-79 година ни се инсталираат, а јас пак во мојот магистерски труд пишувам дека првите форми па на економскиот организиран криминал ни се некаде пуштањето на мениците во оптек од страна на Фикрет Авдич, односно Велика Кладуша, 83-4 година, значи тоа беше директен упад во монетарниот систем на државата, и затоа зборуваме за еден друг вид на организирана форма на криминал. Тоа го пишувам и во мојот магистерски труд. Господине Ѓурчевски, следува 89 година, 1989 година. Во тоа време Југославија тогашна паѓа повторно во шокантно, во состојба на шок, кога стигнува до медиумите информацијата дека малата Билјана Србиновска, мислам жителка на Карпош 4, ако добро не на Карпош 2, во воената кула на Октомврска револуција, односно сега како 8 септември мислам. Дека 9-годишната Билјана Србиновска исчезнала. Во тоа време сите југословенски медиуми, таблоидни или дневни весници пишуваа дека наводно, што се покаже информацијата од вас, ја чув дека не е точна, дека наводно била киднапирана кога излегувала од некои спортски или не знам уметнички активности од пионерскиот дом Карпош и дека некаде на Илинденска е киднапирана. Тоа го пишува во тоа време, ќе се сложите сите медиуми, но од вас разбрав дека тоа не било така. Како всушност била киднапирана Билјана Србиновска, која подоцна, мислам и со помош на некои видовити луѓе, така имаше некои информации, не знам колку е точно, беше најдена во околината на истото село, во кој што е најдена и Вања Ѓорчевска, но ќе се навратиме на тоа повторно. Беше најдена Билјана Србиновска од оваа страна према Качаничката магистрала, на исто слично во тој атар на Бразда, односно Стенковаc. Така и во близина. Беше со тоа што таа беше убиена, исто грозоморно, со тоа што на неа извршено и сексуално насилство, запалена и така натаму, да не ги оптеретуваме гледачите со такви грозотии. Кажете ми прво, како беше киднапирана Билјана Србиновска? Видете, и ден денеска некои верзии околу тоа киднапирање стојат со оглед дека тоа кривично дело не застарува согласно закон и ден денеска тоа е активна обработка. Значи, стои и таа претпоставка дека е напад, но во близина на зградата, не на улица на Илинденска, него во близина на зградата на каде што живеа, тоа е воената кула во Карпош 2, нели, на раскрсницата на партизанска и Октомвриска револуција. Они во тоа време тука живеат незините родители и девојчето и од тука го грабнуваат, кое што пак се враќало од активности пионерски дом. Во Карпош, нели, тоа е некаде
во близина на фонтаната. На фонтаната, да. Отприлика, кој што добро го познаваме Скопје, значи кажуваме од каде до каде, тоа е некој километар и пол оддалеченост од местото. Во која доба на денот? Само тоа да. Значи, времето на грабнување е некаде измеѓу 17 и 19 часот. Сега точно времето не можеме да го утврдиме. Кој период беше, која годишна доба беше? Значи некаде пред крај на школската година, мај, значи, април, мај, значи кога е денски, денот поголем, кога има, ден, кога кога е има уште светло, да, и така натака. И сега тоа грабнување после енормно големи потраги, значи потрагни действија кои што ги преземат полицијата во тој период, се пребаруваат терени и така натака. Значи после некаде, не ме држете точно за збор, дали 25-6 дена или 35 долго траеше да, потрагата. Долго траеше потрагата, 35-6 дена телото беше пронајдено во фаза на распаѓање, но вештаците од судска медицина значи утврдиле дека тие се најстручни да утврдат за такви работи, утврдиле дека на телото има изживување, имало сексуални активности и така натака, има повреди, има значи она што укажуваат на изживување, односно на сторување на убиство на свирепи подмолен начин. Значи, кога го квалификуваме, што и во понатамошната фаза кога ќе разговараме и за вање, значи ќе претпоставиме некои такви верзии, дали што и како, дали и таму имало изживување врз, односно насилство врз телото. Со оглед дека се прошири некоја информација дека вилицата наводно и била, али тоа вештаците треба да кажат, не ние. Кажете ми, вие сте човек од науката, мислам полицајците се луѓе од науката, значи се базираат на докази, на конкретни факти, посредни, непосредни и така натаму. Тоа не го барат постапката. Апсолутно да. Но кажете ми, бидејќи јас го спомнав тоа, дали е точно дека во тоа време тогаш во потрагата по во тоа време исчезнатата Билјана Србиновска беа вклучени некои луѓе со видовити моки или како да ги наречеме? Видете, сето тоа се права на семејствата. Вие не можете на семејството да му забраните да си преземат одредени действија, религиозност и така натака, верска определба и сите оние действија кои што си ги преземат. Битно е дека во тоа време имаше добра соработка на релација семејство, полиција, потраги, потражни дејности и така натака, и сето тоа финишираше со пронаоѓање на телото, но не и на сторителите. И затоа тој монструозен чин не смееме сега да не го поставиме, да не го вратиме назад. Ќе дојдеме до тоа. Ќе дојдеме до тоа. Ќе дојдеме. Сакам ова да ве прашам. Дали во тоа време семејството, според мислењето на полицијата, на истражните органи, на инспекторите, коректно соработуваше со полицијата при сослушувањето? Видете, јас од она што јас ги имам како информации, со оглед дека тогаш ние имавме во одделот за крвни делекти прекрасни инспектори, меѓу кои што и колегата Слободан Ивановски, кој што едно 10 години е постар од мене, повозрасен, значи сега е на некои 75-6 години, кој што и како имал прекрасни резултати во областа на крвни деlikti. И од него сите овие помладиве кои што и ден денеска работат во полицијата, учеле, што викаме, стекнувале практични знаења, затоа што без практични знаења, мислам дека семејството коректно соработувало со полицијата, со сите оние кои што работеле и на потрагите и на ова и на она, но и овај факт стои дека оделе по видовити луѓе, по религиски објекти и така. Друго ми беше прашањето, дали блиските на семејството на Билјана Србиновска во тоа време се држеа до првичната верзија, првичниот исказ на приказната, кога полицајците ја ги праша, ги сослушува што правеле дента на убиството, ден претходно што се случувало, недела претходно што се случувало. Од она што сум имал можност и да видам списи, и од она што сум имал можност да разговарам со инспектори кои што директно работеле, значи директно биле ангажирани на тој предмет, значи станува збор за една коректна соработка, за една добра соработка на семејството, за уредно представување на состојбите, значи немало должнички доверителни односи, немало други закани, немало други социопатолошки состојби, социјални, да станува збор за дисфункционално семејство и така натака. Значи немало некоја таква состојба каде што можеме да кажеме, па знаете, нешто има позадина. Него овде станува збор за класично грабнување со одреден мотив. Дали одредениот мотив со оглед дека не се открија сторителите е само сексуално и монструозно задоволување на некои психопатски состојби,
или станува збор за некои други действија, но заради промена на состојбата, на фактичката состојба, они не успеале тоа да го направат, затоа што мора да имаме во предвид дека 89-та година е година веќе кога општествено-економскиот систем е во еден посилен распад. Да. Во еден посилен распад, каде што веќе сето тоа влијајќи врз безбедносниот сектор, да не се лажиме. Значи, она што се случува во правниот сектор, она што се случува во економијата, она што се случува со сите тие силни стечаи, распад на економскиот систем, создавање на сиромаштија и така натака, тоа си има и соодветни рефлексии и врз безбедносниот систем, да не се лажиме. Веројатно тогаш полицијата консултирала и, што знам, други експерти, психолошки форензичари или како се нарекуваат и така натаму. Што беше најголемиот сомнеш на полицијата во тоа време? Дали тоа дело е резултат на поединец, психопат, наречете го и така натаму, или е повторно резултат на некоја организирана банда или пак тандем на психопати кои што ја грабнале и видете, и не знам. можеме тука да градиме еден куп верзии. Добро е Но не се откри никогаш. Да, добро е во криминалистичката наука, ние стално зборуваме дека колку повише верзии, толку подобро ќе дојдете и побрзо до правата вистина. И добро е да поставуваме разноразни верзии. Дали е тоа користолюбие, дали тоа е дело на психопати, на монструми, на луѓе кои што уживаат некого да го мачат, да го измачуваат, да го, значи, значи сето тоа мора да се има во предвид, но со оглед дека не се дојде до сторител, а имало еден куп осумничени со кои што се вршеле оперативни проверки, се проверувало нивното алиби, се проверувале контактите, нивните действија и така натака, но до конкретен резултат и до конкретна реализација, зборуваме за грабнувањето на малата Билјана, не е дојдено. До ден денес не е дојдено. Но случајот стои отворен. Отворен, да. Но студен, што ви кажа. Да. Па не, пазете, во постапката секој пат оперативците на терен, ако нешто слушнат, ако нешто дознат, ако се појави некоја нова верзија, они се должни да напишат и соодветен оперативен Дали материјал. МВР, тој оддел за крвни деликти, не знам како да го наречам, дали некогаш формирале или имаат формирано тим, или планираат некогаш да се формира таков тим кој што ќе разгледува такви и студени случаи, така да не речем истинати случаи. Видете, тоа е добра новинарска забелешка. Видете, во МВР мора да постои таков тим кој што од време на време ќе се навраќат на најгрозоморните кривични дела, каде што, викаме, се сторени од непознат сторител, а до ден денеска... Имаме и други неоткриени злостори. Така, имаме и други киндапирања, имаме и други нестанати лица, имаме и други, имаме и атентати. И добро е тоа, Министерството за внатрешни работи, точно ваквите настапи по јавниме, по медиуми, во она, да ги земит во предвид и да слушнит нешто што е позитивно, за да формира таков еден тим од искусни оперативци, од добри истражители, кои што треба да работат од време на време, значи да ги отвараат овие случаи, да ги ажурираат овие случаи, да прегледуваат, да се заинтересираат, она што викаме да ги одржуваат во животна кондиција. Ме разбирате, се со цел да се дојди до некогаш до одговорот, затоа што имаме искуства по светот, Да. особено во Соединетите држави, Така кај е. што откриваат такви грозоморни убиства, киднапирање после 25-30 години, Така. дали со ДНК анализа, дали со класична полициска работа, но некој некогаш проговорил после 25 години и така натаму и па така ние натаму. ние имавме, ајде уште еден серијски убиец, првиот серијски убиец, Лазар Ристевски во Охрид. Нели тој што ги масакрираше телата со чекан, што ги онадеше, па ги масакрираше телата, па по Дебарца ги закопуваше и така натака. Значи и тие тела беа исчезнати многу понапред. Така да затоа викам дека полицијата добра е ова идеја. Јас сум задоволен што ја слушам од вас и што ја презентираме. Од еден актер кој што почнува во водителските води. Кој што, пазете, ова е премногу интересна и добра е за целото министерство за да свати дека треба да има еден таков тим од експерти по области кои што ќе работа точно на вакви ситуации, затоа што ние, нели, често нас ни се случуваат, па ако сакате можеме да кажеме, ние сме имале случај со 5-кратно убиство на Смилковско езеро, ние сме имале случаеви, други случаеви исто така со киндапирање, ние го имаме најгрозоморното силовање, види сега ми дојде ми се врати филмот. Ние го имаме најгрозоморното силовање извршено во паркот Чаир 81 година. За ова немам. Ова до ден денеска исто така е нерасветлено кривично дело. Таа девојка дури психички се изгуби.
Значи, последиците од кривичното дело врз жртвата се монструозни, да. се несоведливи последици. Ме разбирате, арно ми текна сега прв пат така го враќам филмот во целата таа област, затоа што знаете ние како инспектори сме се надополнувале. Например, главен е оделот за оделот за крвни деликти, али сите бочно сме помагале, сме наделе, сме работеле, сме разговарале со странки, затоа што во оперативата разговорот со осумничени лица е многу битен. Да го водат искусни оперативци, кои што знаат на секое поставено прашање да ги следат и емоциите на осумничениот, како реагираат, кои знаци ги онадит, се препотуваат, не се препотуваат, ладно ги прифаќат, па врз основа на тоа носиме одредени заклучоци, па се координираме и така натака, затоа што не може некој кој што никој пат немал вршено разговор со странка да ви води таква истрага. Значи, тие полициски службеници од униформираната полиција се добри за да блокираат простор, за да претресат простор, за да послужат при блокирање на одреден објект каде што треба да се извршит објекти, каде што треба да се извршит претрес и така натака. Значи, и тие се вклучени. Ние, секој си има своја соодветна задача во превземањето на тие оперативни действија. Инспекторе, и доаѓаме сега до последниот случај кој што го вознемири целиот регион, свирепото убиство на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. Првото прашање ми, основното што сите се прашуваме, целата јавност се прашува за тоа, можеше ли Вања да биде спасена на време? Ако предпоставиме теоретски и ако сакаме да разговараме за сето професионално делување и држење до криминалистичките начела, особено начелото на брзина во делувањето на полицијата, значи тие се начела во криминалистиката, начелото на методичност, начелото на законитост, начелото на конспиративност и така натака, че сите тие кои што студирале криминалистика, кои проучувале, врз основа на тоа, ако го земиме дека начелото на брзина е едно од главните начела, и ако добро се водела истрагата за пријавувањето на нестанатото лице во Велес и нестанатото возило во Велес, мислам дека можело да се дојде до резултат. Линко да се добие. Линко да се воспостави и така. Пазете, има една состојба која што самото министерство ја кажа, а каде што, ако земиме да правиме анализа зошто, па сега да не делиме многу ама пак и тука се гледат некој одреден пропуст на оперативата. Зошто оперативата? Викаме, медиумите објавија, вклучително и Чашуле, кога даде по време како се случувало од 7:30 пријавувањето на мајката на збориме 27 и меѓу другото стои дека во 15:30 на 27/11 е пронајдено запаленото возило. На 300 метра, во околина од 300 метра од каде што покасно на втори е пронајдено и телото на киндапираната Вања. 301 даде информација дека се работи за повеќе од 300 метри. Нека е километар, Да. нека е километар, но во начелото на методичност и на тактичност на полицијата задолжително е пребарување на пошироката околина тамо каде што ќе се пронајди предмет од кривично дело, предмет употребен за сторување на други кривични дела, затоа што пазете, кога е извршен увид во запаленото возило, околу запаленото возило, има одредени траги од нозе, од чевли, од ова, значи од сите работи. Стерео камерата на увид се фаќат. Луѓе и влакно да ече го фати. Да, некој ДНК трак. Него ДНК трак, што не успел да изгори или не знам. Тука Министерството за внатрешни работи остави простор опозицијата да се служи со тоа дека делово било порано равчистено, но за интерес на самитот на ОПСЕ не се излагу со никакви податоци во јавност, што по мене значи е една верзија која што треба да биде проверена. Значи треба да биде проверена. Имам за тоа одма прашање. Сметате како што сватив дека полицијата поради X причини, ќе кажеме, не била доволно агилна во првото полувреме од случајот во киднапирањето и исчезнувањето кога е пријавен Панче Жежовски. Да, точно тоа. Сега, тука може да се постои ова што вие го рековте, дека поради зафатеноста со самитот на ОПСЕ,
таа агилност била можноста да се покаже тој степен агилност бил значително намален затоа што нели Дозволете. Јас сум бил старешина од највисоко. Не го оправдувам јас ова. Внимавајте. Секунда, само кажувам дека можноста да го зеле тоа, демек повозрасен можеш исчезнат колата, знаете сега ова ни е приоритет. Согласно законот за нема јавноста да се крене. Така. И малце да го забошотиле тоа. Вака сега. Тоа е пак пропуск на раководниот кадар во МВР. Вклучително за министерот нечу да прамуаве, тој со самото тоа што се случило во негов мандат, тој треба да си поднесе оставка. Знаете, во одредени држави и харикири вршат за таква работа, а не да излегуваат на пресконференции, но тоа ќе се вратиме. Друго ми е зборот. Значи, ние кога имаме обезбедување од највисок степен, од прв степен на обезбедување во државата, било да е тоа за Илинден, за други државни празници, било да е тоа за меѓународни самити, било да е тоа за високи државни функционери од надвор кои што доаѓаат во Република Македонија. Ние сме имале ситуација, Бил Клинтон бил тука, 99-та година, ние имавме ситуација кога дојде претставителот. И папата папата, претставителот на Соединетите Американски држави, ме разбирате? Така да, вие кога планирате мерки на безбедност од прв степен, вие мора да планирате исто така извршување на редовните задачи. Вие мора да предвидите дека таа ден ќе има и сообраќајни незгоди, ќе има и нарушување на јавен ред и мир, ќе има и други кривични дела, потешки форми на криминал и така натака. И вие мора со тој план да определите доволен број на полициски службеници кои што ќе ги вршат секојдневните работи и работни задачи. Дали системот на работа ќе го зголемите, наместо да работат полицајците 8 сати на 24, па ќе работат 8 сати на секој 12 сати. Значи тоа е систем кој што старешинскиот кадар, јас сум бил старешина, ние сме планирали, има тамо планови, еден куп планови. Па викаме се работи систем двојка, систем тројка, систем четворка. Значи имаме разноразни системи кои што и ние сме ги наследиле од некого, од некој пред нас. Тука доколку некој се дрзнал целосно да го испразни оделот за крвни деликти или оделот за потраги, кој што е должен капацитетите да ги намали до таа мера, да не може да се остваруваат редовната функција, да понесе одговорност. Тоа дебела одговорност. Точно. Знаете зошто ова го кажувам? Ова го кажувам затоа што колегите се должни на секој 24 сати или на секој 12 или секоја смена да ги прегледат камерите. Од Safe City, од Безбеден град, ова што викаме, другите камери, па овде станува збор за грабнати лица, па ќе ги провериме, особено на 27 па тие камери тамо, вие гледате тамо има еден куп приватни фирми. Министерот Спасовски рече дека од моментот на киднапирањето на Панче и одземањето на неговото возило, дека никаде не се појавило до моментот кога е направено киднапирањето, дека дури после е лоцирано, идентификувано на камерите. Дека го нема 4 дена, значи не може да го најдат никаде, каде се движело, што се движело. Сега не знам колку е таа информација точна и видете, таа информација ако ја пласирал министерот, тогаш нека излезите, нека одговорит на оние прашања што му поставуваат опозицијата. Значи опозицијата му поставуваат прашања со точно време, со датум, кога и на кој систем за следење е забележано возилото, па му викат на 24-ти, забележано во 6:30 кај Агросервис во тамо и тамо. Тамо и тамо, значи места му посочуваат. Места му посочуваат, тогаш треба да се каже што е вистина. Цело време ние не знаевме, до пред 3 дена не знаевме што е со телефонот на малата Вања, за да на крај излези дека телефонот е пронајден. И дека од него се очитани одредени податоци. Прво беше кажано дека телефонот го нема, па предпоставувавме, па правевме верзии дали е фрлен во вода, каде што не може значи, да можело да се пингува тој телефон, да му се очитаат да разберат гледачите, да му се најде сигналот каде е точно лоциран, ако е фрлен, освен ако не е фрлен во вода и така натаму. Значи сите тие работи кои што не сметат, јас пак ќе кажам, тоа се действија кои што требаше и Министерството за труд и социјална политика, Центарот за социјални работи и јавното обвинителство и МВР, кои што не сметат на истрагата и кои што не се делови од истрагата. Пазете, они не кажуваат дека во телефонот се пронајдени такви податоци, контакти со тој. Него викаме, телефонот е предмет на истрага, но е пронајден. Вашата полициска интуиција во согласно со некои факти што ги гледате, скриени за скриени меѓу редови и така натаму. Што ви кажува? Дали ова свирепо двојно убиство е чин, ај така да наречем, на еден психотичен
психопат, манипулативен ум, кој што собрал околу себе следбеници за да оствари некои своји лични бенефити, корист, да уценува, да рекетира или не знам што да прави, или може би се работи за нарачано убиство, под предпоставка дека главниот осомничен може би такви работи нарачки правел и далеку пред, временски далеку пред да се случи ова со Панче и со Вања. Вие те поставивте прекрасна теза. Значи, поставивте во едно прашање 5 многу битни прашања. Прво, викаме човек познат на на службите на полицијата, кои што се занимават во неговиот бизнис, имаме и криминогени дела. Значи, не викам дека целокупниот бизнис му е криминоген, но имаме криминогени дела, рекети, изнуди, закани, пласирање на лажни податоци, плюкање по лица, по личности, објавување на бомби и така натака и така натака. Значи, сега Кој што бил етикетиран како човек на полициското подземје, што и да значи тоа. Што и да значи тоа, значи он бил во директен дослух и што ако одредени бизнисмени му биле жртви. Значи, од поголемиот дел на бизнисот во Република Македонија, користејќи ги сите овие методи, години наназад, значи не зборам од сега, години наназад, од неговото појавување, односно од неговото издигнување во системот, прво како градежни магнат, па како политички лидер, па како медиумски магнат, знаете, значи он е во сите тие фели и професии. Сега Тоа без заштита човек не може да го направи. Да не се лажиме, значи затоа зборуваме за без заштита на службите. Затоа викаме, ќе дојдеме до тоа, викаме поврзаноста на организираните криминални групи со политичките партии и заедничкото делување на нивно. Кои се мотивите и за соработка на едните со другите и обратно. Значи, и тоа ќе го коментираме. Вториот дел од вашата теза, која што многу ми се допадна, е тоа дали станува збор за лица со одредени психопатолошки појавни форми во сопствениот мозок. Сега јас лично до таа мера ниту сум го знаел, ниту сум го работел прво осумничениот, ниту било од овие од осумничените, но е интересна теза за вештаците, особено за психолошките вештаци во медицината, кои што треба по обезбедување на лицето покрај овие судско-медицински вештачења, значи врз истите треба да се направи и одредени психолошки вештачења со цел да се утврди нивната психолошка пресметливост, дали тие биле пресметливи за делото и во каква психолошка состојба е нивниот организам за да може да поднеса такво монструозно кривично дело. Знаете, секој не може тоа да го направи. Да не се лажиме. Нормален ум, без одредени седативи, без одредена, ако се доведит во непресметлива состојба, ние во правото што викаме, ако не се доведи во една таква состојба, тој не може да го стори тоа кривично дело, тоа е монструозно. Или под предпоставка дека тоа го има направено барем 50 на пати претходно, така што целата човечност ја истиснала од себе и може многу лесно да убие и дете. И затоа викаме, значи, истрагата е таа која што треба да одговори на енормно многу прашања. Ние, јас како експерт, никој пат нема да инсистирам да се објавуваат податоци од истрагата, затоа што тие ќе бидат предмет и ќе се слушаат на главниот претрес, каде што ќе се изведуваат доказите, но има делови од истрагата кои што не сметаат на доказниот материјал, особено на материјалните докази, кои што треба да бидат презентирани во јавноста, тоа најдобро го знаат и јавниот обвинител и сите служби, и Центарот за социјални работи и така натаму, кои што се од интерес да бидат соопштени за да нема шпекулации, за да нема лажни вести, за да нема непотребни шпекулации, било вака, било така, било ова, било она, значи затоа кажувам дека тука исто така и Министерството за внатрешни работи, и Центарот за социјални работи, и јавното обвинителство исто така потврлија во делот на правично информирање на јавноста и јако согласно закон се обврзани за она што викаме јавен интерес. Информација од јавен интерес, они се должни да изнесат во јавност, се со цел да ја покријат оваа состојба која ни се случува. Се шират шпекулации низ градов дека се работи за нарачано убиство, колку и да ми е тешко јас да поверувам во тоа, затоа што за кого би го нарачале убиство на дете? Мислам, кој е таргетот, кој е
метата, целта за таа работа. Точно тоа. Мотив. Но не можам искрено, затоа што јас не сум професионалец од па за да можам тоа да го поврзам, но ете се шират такви шпекулации, дека може би направил нешто, главниот осомничен кој што го правил многу пати пред тоа, извршил нечија нарачка. Дозволете. Значи, таа предпоставка, таа верзија дека извршил нечија нарачка, исто така треба да биде утврдена во истрагата. Зошто викам во истрагата? Сега е многу лесно кога прво осомничениот не е достапен на органите за прогон. Да, тој е во екстрадиционен притвор. Не е достапен онде. Да. И овие кои што се обезбедени и кои што се достапни на органите за прогон, целокупната вина ја префрлаат врз него. Но, знаете, акузаторноста во постапката, кога имаме задолжително соочување на странките, тогаш можат многу работи да се изменат. Да се променат, да не биде дека тој пукал него, дека пукал некој друг од осумничените. Дека ако имало повреда на вилицата, ако била скршена од која што па имало крварење, па може би тоа е причина за заглушување. Судска медицина, да не шпекулирам, тоа судска медицина треба да го каже, да покажат. И затоа викам, понатака, мотивот. Кога ќе се утврди мотивот за сторување на ова дело, награбнувањето прво, значи тогаш можеме да дојдеме дека тоа дека е нечија политичка нарачка. Може би е некоја крвна освета, може би некоја крвна освета. Зошто? Ја го поставувам како верзија. Така. Го поставувам како верзија. Зошто? Дедото на покојново девојче на Вања е поранешен директор на Царинската управа. А може би, вршејќи ги своите професионални работи, заплемил некоја роба на некоја организирана банда, паднала поголема количина на дрога или нешто друго, па сега они враќаат, како што имавме случајот со убиството на Линка во Куманово. Нели? Горан Мујо, па одлежа затвор, па се врати, со самото месец-два после неговото пуштање од затвор, тој беше убиен. Значи чисто крвна, односно вратка на организираните криминални групи. Значи, затоа викам, постојат мал милион верзии за целата оваа работа, но криминалистичката наука треба да е благодарна на тоа што се изнесуваат што повише верзии. Значи, колку повише верзии, толку подобро ќе се дојди до... Колку повеќе материјал ќе се дојде. Така, ќе се обезбедат и материјални докази и се кое што пак натака на главниот претрез, значи ќе бидат клучни аргументи, клучни факти, нема таму против материјален доказ не може никој. Зошто толку ви изиритира пресконференцијата на кај што беше јавниот обвинител Бубевски, кај што беше министерот Спасовски? Што е тоа што најмногу ве изиритира? Затоа што ве слушав на едно-две места каде што ја критикувавте тој формат, таквиот прес кој што го презентира. Значи, ајде да расчистиме една работа. Согласно законот за полиција и согласно законот за кривична постапка, пресконференција од таков тип, односно, прво да расчистиме со законот за полиција. Со полицијата во Министерството за внатрешни работи не раководи министерот. Министерот е цивилна контрола на полицијата. Таму имаме директор на Бирото за јавна безбедност, јас во шала го нарекувам Док Холидеј, затоа што само Док Холидеј пукал во ресторани, а овој пукаше во собрание, и затоа го нарекувам Док Холидеј. Значи, заради тоа пукање, каде што можеше од рикушетот да предизвикат страотни проблеми, но човекот стана директор на Бирото, тој 6 години нема една буква кажано, а тој е првиот полицаец. Тој е професионалец од ВМРО, не е министерот. Да, не кажа еден збор. Еден збор. Просто не знаев ни зошто е воопшто поканет. Така. Но тој требаше да си ја води затоа што сите сознанија од оперативното работење завршуваат кај началникот на СВР и кај директорот на Бирото за јавна безбедност. Односно, помошникот директор за криминалистичка полиција. Тоа се лицата каде што завршуваат сите овие сознанија. Министерот за внатрешни работи, затоа реков, е цивилна контрола. Прво не му беше местото тамо, а уште помалку министерот тамо смеша и политика. Во едно вакво монструозно кривично дело, вие да мешате политика и политички партии и начинот на финансирање, а вие сте најповикан да откриете дали некој се финансират и од кои пари се финансират, и ако е предмет на странски разузнавачки служби, извини бе министер, докажи, изведи докази, пиши пријава, крај решен проблем. Па барај дерегистрација на партија. Но и тоа може да нема никаква врска со случајот. Така е, никаква врска, и затоа не му беше ни место, ни време да се гради
Но министерот како некако да си градеше политички поени, да сакаше да собират на таа пресконференција, ама видете тоа му се врати како бумеранг по глава, затоа што не му е место таму. Понатака, покрај јавниот обвинител на градот Скопје, Бубески, Гаврил Бубески, требаше да бидат и замениците јавни обвинители кои што биле на увидот, на лице место на запаленото возило, на увидот, на пронајдените тела, велешкиот јавен обвинител. Форензичар. Да, значи сите тие кои што треба да му сугерираат што е предмет на истрага, а што може да се кажи. И затоа е добро на таква пресконференција да бидат професионалци, јавни обвинители и полициски службеници. Никако некој кој што апсолутно нема врска и не е ни професионален полицаец. Не беше присутен ни еден од вештаците кои што Точно ја правеле така. обдукцијата Обдукции, или така имале натаму, први така прелиминарни, натаму. Министерот први- си зема за право да кажува дека е погодена во грб, во ова. Дали според вас тоа е коректно? Тоа е крајно некоректно и тоа создаде револт, барем не само кај мене, него кај енормен број на професионалци од Министерството за внатрешни работи, кои што работат и излегле на пензија, но сме се згадиле од таква работа затоа што прелиминарни податоци од судска медицина се исто така битни за истрагата, тие не може да се соопштуваат. Не може никој да ги соопшти, ни јавниот обвинител, ни министерот. Што сакаше министерот да покаже дека тој е поголем од Алексеј Дума или од било кој таму, од било кој таму од професионалните лекари кои што работат во оделот за судска медицина, од вештаците? Инспекторе, приеска го начнавте тоа и не случајно го спомнавте случајот на малата Билјана Србиновска од 1989 година. Киднапирана има одредени сличности. Вања наводно киднапирана во влезот на зградата каде живее. Билјана киднапирана веднаш Попатно, пред успатно, зградата, пред зградата и така натаму. каде што живее. Нивните тела најдени многу блиску во атарот на истото село, само различни страни, јужна, северна и така натаму, вие кажавте тоа. Веќе во една пригода рековте дека можеби треба таа истрага со Билјана Србиновска сега да се возобнови и да се види. Да се види што? Да се види дали овај круг на осомничени лица, кои што веќе сториле слично кривично дело по сличен модул-оперантни систем, значи по истиот тој систем, дали може да се доведат во врска и со тоа убиство. Точно така, и со тоа. Затоа што сите овие осомничениве, кругов на осомничениве лица, од тој период, биле некаде на возраст 25-30 години, значи тоа е нивната возраст, но тоа веќе е возраст која што, најдобро тоа психолозите ќе го кажат, значи каде што одредени пореметувања, не знам психолошки, не знам вакви, не знам такви, се појавуваат кај одредени личности. Желба за крв, желба, можеби тоа се првите мотиви. И знаете, во криминалистиката има едно начело, викат, ако не те откријат на првото кривично, на првото сторено кривично дело, тој сторител ќе стори уште енормно голем број на кривични дела, затоа што ќе се почувствуваат сигурен дека полицијата е неспособна и да, точно тоа. И уште ако има политичка заштита, политичка моќ, ако е во спрега со политиката како организирана криминална група, тогаш веќе зборуваме за еден страшен феномен кој што е на штета на јавноста, на граѓаните, страшен феномен и затоа мислам дека што граѓаните ќе направи да се почувствуваат страшно небезбедно. Страшно небезбедни. И кога им текне во какви околности живееле 30 и повеќе години. Точно тоа, точно тоа. Дали сметате дека овој случај со Вања ќе се разреши до последниот атом? Или ќе останат многу прашања неодговорени? Видете, јас сум убеден и сакам да бидам убеден и верувам во тоа, затоа што верувам во колегите кои што работат професионално, да ги остават, значи пак ќе повикам, политиката и министерот да ги тргнат рацете од професионалниот тим, да ги остави јавните обвинители, односно замениците јавни обвинители кои што директно работат на случајот, заедно со колегите од полицијата како истражители, да ги остават максимално професионално до танчина, да ги проверат сите овие верзии кои што и индици кои што укажуваат на сите овие моменти за да имаме една судска постапка од највисок ранг, каде што ќе кажеме да, судот максимално професионално
изрече соодветна казна на соодветното злосторство. Само тогаш можеме да споруваме дека казната ја постигнала својата превентивна цел. Ме разбирате? Има ли сега нашата полиција капацитет да разрешува вакви злостори? Видете, јас... Под предпоставка, Така? под предпоставка дека нема да има политичко мешање, нема да има Вака, да не Вака. предпоставуваме што. Значи да не предпоставуваме, но ние сите медиуми и сите експерти зборуваме години наназад дека во Министерството за внатрешни работи се изврши голема партизација. Значи огромна Како и во цела држава. Како и во цела секоја држава, спора. во секоја институција. Од тука капацитетот, односно стручниот капацитет на Министерството за внатрешни работи е намален. Зошто? Заради енормното политичко влијание. Не дека колегите за одреден период, после 5-10 години, нема да станат добри и искусни работници, него затоа што они ќе потпаднат под политичкото влијание. И се додека стои таа теза дека имаме една ситуација на партиска политизација во Министерството за внатрешни работи, како и за сите други институции, секој пат ќе лебди во воздух тоа прашање. Дека имаме сомнеш дека максимално делото ќе биде травчистено, не само ова, за било кое кривично дело, за било кој кривично правен настан. Но постојат инспектори уште што ги знам, значи, кои што имаат и како добро знаење, и како добро познавање, и како добри искусни, се искусни во својата област во која што работат, и мислам дека ако ги остават на рад да работат, дека ќе се постигнат ефектот. Што ако не ги остават? Што ако останат многу неодговорени прашања во случајот со Вања и Панче? Јас очекувам Дали е возможно полицијата, професионалниот кадар, да дозволи случајот да се затвори, да кажеме, со многу нерешени прашања, со нормално осудени, затворски казни, но да останат многу нерешени прашања, и дали е можно оние професионалци во полицијата, свесни за последиците на тоа, каква ќе создаде чувство на небезбедност кај граѓаните, дали е можно една таква разврска, да добиеме после целиот овој шок, траур и така натаму и така Видете, натаму? заради недовербата на професионалците према политичкото влијание, ние имаме провалување на информации од истрагава. Ме разбирате? Значи се нарушува начелото на конспиративност, што е исто така едно од основните начела во да. криминалистиката. Се нарушува начелото на конспиративност и во јавното обвинителство, каде што довербата знаеме каква е на граѓаните према судските органи, 1%, 2%, истото важи и за полицијата. Но јас сакам да верувам дека ќе ја завршат максимално професионално работата. Во спротивно, може да се случи. Ако останат основани сомненија дека нешто не е превземено или дека станува збор за некаква монтировка, за некој нарачан случај и така натака, јас верувам дека во идна променета власт некој ќе отвори таа истрага, ама тогаш некој од политичарите дебело ќе треба да одговарат. Знаеме и сами никогаш тие, ако дојде до тој степен оваа истрага, дека никогаш нема да биде решено. Значи, не ми е тоа муабетот, власта може да се смени утре, задутре, секогаш некој случај сме збореле и за Мартин Ешковски, и за Смилковски, ќе дое нова власт, ќе го реши тоа, атентатот на И Киро, задавењето во кофата, и задавењето во кофата на Кичевскиот монструм и така натаму. Значи, никогаш не се разрешило тоа која власт и да дошла. Прашањето ми беше ова: дали постои човек со авторитет во полицијата, професионалец, кој што во случај, ако утврдат, или група на професионалци, ако утврдат мешање во истрагата, намерно истекување на докази, информации и така натаму, уништување на докази. дали има такви ингеренции, морален интегритет, да се појават јавно или не мора јавно да се појават, туку да побараат асистенција од некоја друга служба, од FBI, од не знам кој, за да се разреши случајот. Дали такво нешто ќе им биде овозможено? Каква е таа процедура? Не, вака, такво нешто не може да биде овозможено, затоа што во Министерството за внатрешни работи, согласно правилникот за вршење на работите од областа на јавната безбедност, значи е забрането настапување по медиуми без согласност од министерот. Значи затоа викаме цивилна контрола. Тоа е секаде така и значи мора да се побара. Тоа е првиот дел. Вториот дел, одавањето, односно влијанието врз постапките
затоа што овде станува збор за влијание врз кривичните постапки, односно врз истрагата. На другата страна повлекуваат соодветна дисциплинска постапка со престанок на работен однос. Значи таму е предвидена според дисциплинскиот правилник санкција престанок на работен однос и тука се држат полициските службеници под страф. Неслучајно јас често пати зборувам дека Оливер создаде сектор под него, тоа е под негова ингеренција, на кој што спротивно на законот за полиција му даде надлежност водење на криминалистички истраги против полициски службеници. Значи тоа е плашилото. Секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, на кој што му се додаде можноста да води истраги против полициските службеници, каде што се врши енормно голем притисок за секое преземање на службени действија и сега дури полициските службеници, ова е битно, полициските службеници се плашат да преземат службени действија кои што треба да ги преземат согласно закон. Било да е тоа приведување, било да е тоа задржување, било да е тоа употреба на средства за присилба и така натака. Сето ова после оној фамозен случај со удирањето на полицајката од Пајакот. Да, Пајакот. Од Пајакот, кога министерот наместо да го заштити овластеното службено лице и јавното обвинителство да поведе соодветна постапка за напад на службено лице во вршење на работи од област на безбедност, они го заштитеа сторителот на кривичното дело. И од тогаш навака нападите на полициските службеници се за 300% зголемени. Бурум, како медиуми, јавете се во Министерството за внатрешни работи, побарајте званична статистика, че видите дека од 2017 навака за 300% се зголемени нападите на полициските службеници во вршење на работите од областа на јавната безбедност. Луѓе, тоа е катастрофална состојба. И затоа викам дека секторот за внатрешна контрола, за да врши цивилна контрола врз полицијата, е во надлежност на министерот. И точно тој сектор, според мене, треба да биде целосно реформиран и тамо треба да бидат адвокати, новинари, значи јавноста, од службите на омбудсманот, односно на правобранителот, и искусни полициски старешини, кои што ги знаат полициските процедури во примената на овластување. Но вие сега фактички рековте директ на македонската јавност дека на професионалците во полицијата дека практично рацете им се врзани. Точно тоа го кажувам. Како тогаш може македонската јавност да очекува разрешување на било кој злостор? Од она што го поготоа злостор од широки размери, капацитет. Да, па видете вие каде имам најголемо потфрлање, кај уличните пресметки на криминалните банди. Ниту една не е расветлена, имаме 7 убиства. 7 жртви имаме, ни едно не е расветлено од 2017 од пукањето на Ајети Наим кај специјалното јавно обвинителство. А кој е доволно моќен да прикрие еден таков? Само врвот, само раководството. Само врвот. Значи, ние не можеме да бараме одговорност кај инспекторот. Ние мора да бараме одговорност од началникот на СВР, директорот на Бирото за јавна безбедност, неговите помошници, по хоризонтала, значи сите. Ако е во област на гранична полиција, ако е во област на крим полиција, ако е во област на јавен ред и мир, ако е во област на сообраќај, затоа викам од неговите помошници и на крај, односно од политички и морални, пошто само тој е политичка личност во министерството, политички и морални од министерот. Овде министерот не смееше да не поднеси оставка. Можеме да ги голтниме и пасошите. Можеме да ги голтниме и нападот на полицајката одирањето од Пајакот. Можеме да ги голтниме и сите овие организирани криминални пресметки на бандите по улиците, пукотниците, па дури и да го голтниме и пукањето во трговски центри каде што имаме голема фреквенција на луѓе, се да голтниме. Ама вакво монструозно кривично дело, луѓе, не смееме да го голтниме и ова треба да не отрезни дека уште еднаш не смее да ни се случи. Не смејте, верувајте ми, не смејте, затоа што во тој случај што работи полицијата во услови кога имате целосен видеонадзор на градовите и така натака, автопатите да не се лажиме. Ќе си задолжам инспектори, ќе си од потраги секој сабајле во 7:00 како што доваѓаат на работа да седнат саат време да ги прелистат сите камери. Да се види кој кај се движел, што се движел, кој е возило, што возило, кој предмет, каков предмет. А не може 5 дена за возилото ние да не знаеме каде се движело. Од 22 до 27 5 дена. Да го немаме никаде, а на друга страна сите ти кажуваат и викат, министер, возилово се движело, го има на тој систем, го има на овој систем. Инспекторе, последно прашање на оваа тема. После имам уште едно што е од
Една друга сосема област. друга тема, но пред крајот сме тука. Не знам како одиме со време, се извинувам. Имам некои информации дека најблиските на убиената тинеџерка Вања дека барем 3 пати ја менувале верзијата на приказната кога биле прашувани што правеле ден, два, три претходно, дента за време на убиството и така натаму и така натаму. Од незини најблиски. Што мислите вие како инспектор, како полицаец? Колку е тоа во очите на оние кои што го прават со слушувањето сомнително кога некој често ја менува верзијата на приказната, а од интерес му е да го пронајде својот близок или да Видете, тоа и како е премногу сомнително и затоа во истрагите имаме перманентно повторување на разговорите со семејството кога станува збор за нестанато лице, за пријавено нестанато лице, исчезнато, грабнато и така натака, се со цел да се видат, да се дојде до тие искусните инспектори, да дојдат до нелогичностите и до евентуалната поврзаност. И јас верувам дека врз основа на сите тие такви состојби е дојдено до онаш да го имаме едниот од родителите обезбедено во притвор. Значи тоа викаме обезбедување на странките во постапката. Од тука, мислам дека тука имаме една состојба која што создават и како големи проблеми и во јавноста, затоа што се слушаат разноразни работи, а никаде го немаме Центарот за социјални работи да каже за дисфункционалноста на семејството, затоа што сите постапки од бракоразводната парница завршуваат кај ними. И тие биле први тие кои што требало да му сугерираат на истражителите и на јавниот обвинител. Обвинителе станува збор за дисфункционално семејство, за разведени родители, па да видиме кои се состојбите, какви се внатрешните односи во семејството, што они разговарале, што они презентирале во постапката кога се водела бракоразвод. Значи целосно проучување на семејството, целосно проучување на односите, за да имаме, за да можеме да влечиме, што јас не сакам да верувам во тоа, но морам како криминалист да ја поставам таа верзија. Што ако некој од родителите, како 80-тите години што ги продава децата и овде станува збор за продажба на детето? Па ако ги земеме у предвид овие шпекулации или озборување што не сакам јас да шпекулирам, али морам да ја поставам таа верзија. Да кажеме, морам така да се изразам, нели, да се заштитиме и така натаму. Дека имавме, мислам, на почеток и изјава првиот или вториот ден на мајката кај што го бранеше таткото и не знам на некој портал имаше дека е совршено семејството, дека така, но Значи сите работи. Да, но да видиме, да го ставиме тоа на истрагата. Така. Инспекторе, многу ви благодарам за овој искрен разговор што го имавме. За крај само ќе ве прашам едно прашање, бидејќи избори се ближат. Знаеме дека во сопствената држава полека стануваме граѓани барем од втор ред, македонците, мислам на македонците по род, по крв. За жал, немам против никого ништо во државава со кој што живееме и треба да живееме заедно, но ние очигледно го губиме, така да кажам, малце сликовито да се изразам, својот животен простор како македонци. Па би можел да кажам дека се наоѓаме и пред еден вид на идентитетско бришење. Како што стојат работиве, како што се оди во преговори, оние фамозни комисии историски кои што ни ја менуваат историјата, учебници кои што не се печатат затоа што се чекаат тие, како да ги наречам, согласности, политички оргии кои што се прават со Бугарија за да се фризира историјата, да се фризира она што се нарекува македонски јазик, да се претвори во нешто друго. Се наоѓаме пред големо премрежје кое што нема да го решиме ни во наредната година, ни во наредните 2 години, но мора сега да се постават некои работи така, на таков начин, за да може некои генерации наредни македонци после 50 години да успеат од сегашно поставените, така да кажам, позиции, македонски, промакедонски, како сакате кажете, заштитнички, не ќем да омалуважам ни една друга
ни еден друг народ во Македонија, но само заштитнички позиции, па евентуално тие позиции да тргне после 50 години да го решава никогаш нерешеното македонско прашање. Што мислите вие? Овие избори кои следат, што е приоритетно да го направи опозицијата? Како треба да ги каптира сите можни капацитети? Како треба да ги поврзе своите интереси доколку се вистина патриотски партии, како што се нарекува, како што поточно, ако е точно како што вела дека им е битна Македонија да опстане и македонскиот народ, што треба да се направи? Видете, значи ова е тема која што го боли секој македонец, затоа што ние знаеме во цел демократски свет дека на прво место мнозинството, значи заедно со сите други граѓани, носит демократски одлуки. Ние сме сега доведени во ситуација, заради сето ова што вие го кажавте, да ја спасуваме Република Македонија од надворешното влијание прво, второ, од внатрешното влијание кое што оди во насока точно на бришење на идентитетот, на уништување на историјата, јазикот, културата и така натака. И затоа јас би ја повикал сите опозицијски партии, не само најголемата опозиција, но сите опозицијски партии. Сега е време кога треба сите тие да седнат, да повикаат минимум 700 до 750 илјади македонци кои што сакаат да си ја спасат Република Македонија, за да изградиме еден демократски систем после овие избори, да се обединат. Неспорно кој ќе се најдат на пратенички листи, каде ќе биде, што ќе биде, како ќе биде, него битно е да се добие толкав број на пратеници, а тоа е сигурна добивка од 70 и нешто пратеници, кои што никој пат не ќе бидат предмет на уцена од малцинските групи, па без разлика дали се тоа македонски, албански, турски, грчки, српски, не е битно, но не ќе бидат доведени во ситуација да се пазарат. Но тоа знаете дека автоматски, извинете ве прекинав, значи на поништување на Охридскиот договор? Не, видете, јас за таа тема имам разговарано, ниту се навлегуваат во поништување на Охридскиот договор со оваа тема, како граѓаните ќе гласаат на избори, и како понатака... Не, дозволете. И како понатака Бадинтеровото мнозинство пак ќе се добијат. Ние не викаме албанските партии да не излезат. Албанските партии сите се окрупнуваат. Вие гледате, дури и СДС планира да оди со ними заедно на изборите. Значи да прават единствен европски фронт, како они што го нарекуваат. Ме разбирате? Значи пак ќе се добијат и Бадинтеровото. Ако сакаме да зборуваме за Охридскиот договор, ние одамна сме го напуштиле. Не е по наша волја, не по наша состојба на македонците, него по состојба на албанците. Значи такви барања се остварени надвор од Охридскиот договор. Значи не да се надвор, него енормно се надвор, но македонските партии тоа го испорачале. Подпишале разноразни, првомајски, не знам, тиранска, не знам, ваква платформа, не знам, таква платформа. Но да се вратам на суштината, што ми е суштината на ова повикување. Не смееме сега, не сме во состојба, ако ја сакаме Македонија и ако сакаме да си ја спасиме државата, че не сме во состојба да ги губиме опозицијските гласови. Ние, ако ни се разедините опозицијата, ние ќе добиеме опозицијски гласови, но ќе добиеме 10.000, 15.000, 20.000 кај одредени мали партии, кои што нема да добијат ни еден пратеник. Ме разбирате? И тие ќе бидат изгубени гласови. Така. Ние ако сето тоа го собериме на еден куп, пак ќе дојдеме до таа бројка. Во овој модел за тоа ќе бидат изгубени во овој модел гласови. Значи затоа јас повикувам сите заедно, како што на другата страна вие гледате. Приме жалосно е што имаме директно мешање во внатрешните работи од страна на амбасадори. Вие гледате синоќа во Куманово имаме присуство на амбасадори на митинг на СДС. Што е директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија. Или одење на кафе кај амбасадор во странска амбасада, што е недозволиво. Тоа однапред ни укажуваат на тоа дека треба да бидеме спремни за голем фалсификат на изборите. И точно заради тоа јас повикувам целата опозиција со тие црвени линии да се договорат. Сега во моментот приоритет е Република Македонија. Дали можно е да се случи, извинете, уште едно прашање, дали можно е да се случи уставна криза после прогласувањето на победникот, после она вечер која ќе се резултатите, затоа што во исто време се председателските и ова, значи во истиот момент ќе престане функцијата на председателот на државата, кој што треба да го даде мандатот на победниците од изборите. Така.
Во тој момент исто престанува мандатот и на председателот на собрание. Надлежностите ги преземат председателот на Председател на собрание, така ги Ние презема. председател на собрание ќе добиеме сега. На 28 јануар, нели, Постоечкиот председател, оди премиер на собрание, Да, оди за премиер. на премиер. На неговото место доаѓа човек од СДС. СДС. Значи седнуваат на председателското столче во собрание и тој е легитимен без разлика што собранието ќе биде распуштено. Тој е легитимен, но дали е можно Да не го дадат мандатот. да не го даде мандат? Не може да не го дадат мандатот доколку се добиет точен податок дека се обезбедени 61 глас. Дека има Дека мнозинство. спомнавте фалсификат. Што ако не се добие? Тоа е сосема, значи пазете постапките и жалбените постапки во изборите може да ги одолговлечат. Може да ги одолговлечат. Може да дојде до ситуација на еден фалсификат каде што нема да се дозволи да се формират влада. Значи ние и такви предпоставки. Но ако ја оствариме оваа бројка, Да, точно, да. Тогаш нема да може да се оспори. Нема жива сила, луѓе, сватете, тоа е решението. Јас зборувам за конкретни решенија. Иначе по однос на сите овие договори рамковни вакви такви, јас сум кажал, уште 2019 на една емисија со новинарката Кети Гетева јас кажав што е решението. Ново уставотворно собрание, каде што нема што е Бадинтер. Бадинтер е мајоризација на малцинството врз мнозинството. Да, или насилство на малцинството врз основа на мнозинството. Ете така. Значи затоа да го кажеме тоа директно, отворено. Значи нас ни е потребно седнување. Јас што им викам на еден пријател албанец, му викам добро, еве сега ние да се собериме. Албанец, турчин, србин, македонец, сите и да одиме во чеджилница во Мала Речица. На кој јазик ќе зборуваме или сите ќе водиме по 10 преведувачи? Да, логично прашање. Значи на кој јазик ќе зборуваме? Пешачам секоја ден на патека сум, секоја ден, тамо нели во водовод има вработено и македонци, и турци, и албанци, и роми. И седат на една клупа ром и албанец. Што мислите на кој јазик зборува? На македонски. На македонски јазик зборува. Зошто? Затоа што тој е јазикот на државата, на мнозинството во државата. Ние немаме ништо против службена употреба на јазиците. Така да. На малцинствата во средините каде што се мнозинство. Немаме проблем. И на крајот на краиштата, според меѓународното право и според она што е гарантирано право во кривичната постапка, постапките се водат на јазикот на кој што го разбират осумничениот. Немојте да мислите дека Грција сакаше да води постапка на македонски јазик против Горан Груевски и Никола Бошковски. Да. Но мора за да разбера, меѓународно право, меѓународна одредба е тоа. И сега, зошто мене ми е употреба на друг јазик да носам закон за јазици? Не бе, пријател, најголемото човеково право во постапките, значи во сите постапки, кривична, прекршочна, управна и така натака, те го гарантираат меѓународното право. Ајде да го видам кој тој службеник што ќе му го прекрши тоа меѓународно право. Па што сакаме поќе, зашто зборуваме ние? Кратко за крај. Што мислите исходот од изборите? Видете, исходот од изборите ќе биде 100-0. Јас тоа сум го кажал, затоа што нема македонец, може би да има некои 50 илјади за кои што оствариле бенефитот од ова владење во овие 7 години, кои што би гласале за СДС. Јас ви тврдам, според она што контактирам со граѓаниве, дека нема друг македонец кој што ќе гласат за ними. Они се свесни дека ова ниту е социјалдемократија, ниту личат на социјалдемократска партија, него дека ова е една збирштина на луѓе со сомнителни крим досиеа. Квислинци. Квислинци, ете тоа. Инспекторе, исклучително сум ви благодарен што вие ми бевте првиот гостин со кој што го пробив водителскиот мраз, така да кажам. Вие ми помогнавте и да немам трема, бев релативно смирен цело време. Драга публико, ова беше инспекторот Љубомир Ѓурчевски. Јас сум Сашо Тасевски, а вие гледавте Лизгачки старт на М телевизија.